Почитувани представници на медиумите, во моментов нема демократски амбиент за работа во собранието. 12% од пратеничката група на ВМРО ДПМН се уште се наоѓа во притвор. Тоа се 5% од скупниот број на пратеници кои се соочуваат со конструирано обвинение за тероризам. Човековите права беа прекршени, а власта ги погази и законите, демонстрирајќи сила врз народните избраници. Народниот правобранител недвосмислено констатираше дека при приведувањето на пратениците Крсто Муковски, Љубен Арнудов и Жаклина Пешеска на 28 ноември 2017 година е повредено правото на пратенички имунитет загарантирано со член 64 од Уставот на Република Македонија. Народниот правобранител констатираше и дека полициските службеници не се придржувале до правните процедури за приведување определени со член 19 од правилникот за начинот на вршење на полициски работи, според кој, доколку при приведувањето на лицето се повика на имунитет, полицискиот службеник, откако ќе го изврши проверка, го прекинува апсењето. Повеќе од јасно е дека надлежните сториле кривично дело по член 140 од Кривичниот закон, кој предвидува соодветни санкции за противправно лишување од слобода. Сето ова е доказ дека во Македонија имаме класичен политички прогон. Злоупотреба на институциите за пресметка со сите кои мислат поинаку и кои не се плашат гласно да се спротивстават на антидржавните политики на власта предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Целата слика за недемократскиот амбиент во кој живееме се заокружува со фактот дека десетици други уметници, оперски пејачи, режисери, архитекти и останати се наоѓаат во притвор, исто така со измислено обвинение за тероризам и без ниту еден правен аргумент во прилог на конструкцијата. Власта е таа која треба да избере помеѓу реформите и просперитетот од една страна и политичкиот прогон и пресметките со неистомислениците. Власта е таа која има одговорност да ги одреди приоритетите. Пратеничката група на ВМРО ДПМН на денешната координација одлучи дека нема да учествува во работата на собранието се додека не се создадат услови за нормално демократско функционирање на оваа институција. Ви благодарам. Како ќе подесите закон за амнестија ако не сте во парламентот? Во овој момент, како што кажавме во нашето соопштение, нема демократски услови за учество во работата на собранието. Првиот момент кога истите тие ќе се овозможат, тогаш нашите пратеници ќе действуваат според она што претходно ќе координираме како партија и ќе биде за интересите на граѓаните Република Македонија. Имате ли комуникација со кабинетот на претседателот на собранието и со пратеничката група на СДСМ, односно владеачкото мнозинство, СДСМ и ДУ? Комуникацијата се темели на не така чести состаноци. Имаме определена комуникација кога станува збор за учество во определени комисии кои што се во рамките на собранието, така што не би можело повеќе да додам на ова ваше прашање. Рековте пратеничка група, дали тоа значи дека можноста за прегрупирање во една пратеничка група од 10 размислувана и дека тоа ќе се случи? Сите опции се отворени, како што веќе во неколку наврати имам одговорено на вашето прашање. Дали сите пратеници на ВМРО се обединети или веќе има неколку елитната во партијата, други се деа дека човек се почне се со вас или за позади вас? Пратеничката група на ВМРО ДПМН се разбира онаа која што е на слобода, со исклучок на оние кои што bespravно се задржани во притвор, е апсолутно конструктивна и учествува заеднички во креирање на ставовите, одлуките, состаноците кои што ги имаме со раководството на партијата, така што многу пати во минатото кажав, еве сега ќе повторам, користам оваа прилика да кажам, пратеничката група на ВМРО ДПМН е единствена, обединета и сите заедно стоиме зад овие ставови кои што денеска пред вас беа презентирани и пред целокупната македонска јавност. Докаде се реформите во партијата и да ги почнавте постапка за промена на статутот?
Работиме на тоа. Тоа е еден сложен процес, комплексен процес кој што ќе се темели на компаративна анализа со статути кои што се дел од нашите сестрински партии. Се разбира, ќе се обидеме да примениме и да изготвиме еден таков документ кој што ќе има подлога употребна вредност, документ кој што ќе ги опфати демократските принципи на партијата, документ кој што ќе ги вклучи сите специфики на Македонија и како држава и како општество, така што ако ме прашувате за крајниот рок, тоа е некаде крајот на јануари, ќе можеме јавно да излеземе со сето она што се вели нов квалитет на тој документ, ќе излеземе јавно, нормално, ќе го презентираме истиот, но она што е поважно е дека ВМРО ДПМН, како што и секогаш во минатото била предвесник и пионер на она што се вели авангарда и делување во Република Македонија, така и овој пат за првата политичка партија која што врши прилагодување и интервенции во сопствениот статут, а во насока на негово подобро функционирање во војнина. Учествува ли ВМРО ДПМН во собраниската работна група за реформските закони? За дел од реформските закони, да, имаме формирано наша работна група, од страна на мнозинството собранието има исто така работна група, имаат определена динамика, како ќе се состануваат, на што ќе разговарат, така што во овој момент немам дополнителни информации кои што би можел да ги споделам со вас, сем ова што ви го кажав дека такви две работни групи од страна на ВМРО ДПМН и од страна на владеачкото мнозинство се формирани и продолжуваат со работа на дел од реформските закони, кои што се дел од собраниската процедура во овој момент. Ви благодарам. Не можеме не процесот на крајот. Дали ќе учествувате на 25 и 26 јануари најави председателот на собрание? За таков процес не сме информирани, нити па е пристигната официјална покана до кај нас, нити па ја знаеме содржината и намената на овој процес, така што во овој момент немам што да додадам на ова ваше прашање, сем на тоа да кажам дека ВМРО ДПМН како политичка партија не е запознаена нити со датата, нити со целта, нити со содржината на евентуалното одржување на тој процес. Благодариме. Евентуално само против пратениците. Дали сметате дека не треба пратениците да одговараат, а другите да одговараат за 20 дни, или воопшто никој да не одговара? Не, можеби не го проследивте целокупното моје обраќање на оваа денешна пресконференција. Мислам дека сите луѓе кои што беа офатени од она што се вели политички прогон беа споменати. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам.